Македонија представува убав пример за застапеноста на жените во топ менеджментот на Централната банка. Ова беше нашиот предизвик за да ја подготвиме оваа приказна. Каква е состојбата со родовата еднаквост во секторот банкарство? Останете со нас. Каква е состојбата со родовата рамноправност во поглед на приватните банки, односно во комерцијалниот банкарски сектор, но и во централниот? Останете со нас и погледнете што ви подготвивме. Според Обединетите нации, родовата еднаквост не е само основно човеково право, туку и неопходна основа за мирен, просперитетен и одржлив свет. Во текот на изминатата деценија постигнат е напредок на светско ниво во банкарската индустрија, но и покрај овие придобивки остануваат предизвиците кои имаат директно влијание врз потрагата по еднаквост. Па јас мислам едноставно е одговорот. Заборавија да бидат среќни, затоа што најголем дел од времето го трчаме да направиме баланс помеѓу семејството, работата и не заборавајте една битна компонента за жена лидер, а тоа е образованието. Затоа што едноставно перманентното и континуирано образование е клучот да биде се успешен жена лидер. Спротивно, тешко е да се следи иновативноста, новите работи, тоа што едноставно те дава слика дека си жена лидер. Како и во за мажите тоа е идентично. Меѓутоа, сите тие бариери не прават нас на еден начин да се осетиме несигурни и многу пати во поединачните искуства што ги имам од различни земји во светот, можам едно да заклучам дека бариерите се секаде исти, само на различен јазик се кажани. Во финансиските услуги жените се уште се недоволно застапени на сите нивоа на управување, а и се уште остануваат значителни разлики во платите. Ова во целост ги отсликува трендовите во бизнисот, каде што родовиот јас во лидерството се зголемува, како што се искачувате по корпоративните скали. Според едно истражување од август 2020 година, само 26,5% од високите раководни позиции се жени. Јас заедно со неколку жени во светот направивме глобална мрежа на жени лидери. Таа глобална мрежа ја направивме пред 12 години, денеска брои повеќе од 89 земји. И верувајте, денеска кога зборуваме за ова, велиме исто е. Дали се наоѓате во нашата земја или се наоѓате негде во Австралија или негде во Америка, чувството и бариерите се скоро идентични. Јас лично мислам дека кај нас посебно е потенцирана неусогласеност помеѓу надоместите што ги платите и примањата што ги имаат жените, посебно во менаџерските договори што ги имаат склучено, но од друга страна свесна сум дека за тоа треба време и сепак има еден голем нагорен тек на подобрување на тие бариери. И додека истражувањата покажуваат дека постои општ тренд на пораст во рангирањето на жените во врска со посветеноста кон различноста, политиките за унапредување и надоместокот во последниве години, исто така постои и зголемен јас меѓу рейтингот на мажите и жените за овие компоненти на еднаквост. Со други зборови, додека мажите и жените веруваат дека се напредува, мажите имаат тенденција да го преценуваат постигнатиот напредок. Индексот на родова еднаквост на ОМФИФ го следи присуството на мажи и жени во високи позиции на централните банки, државните фондови и јавните пензиски фондови. Студијата која се изготвува веќе 7 година ги рангира институциите заснувани на родова еднаквост во нивното управување и во состав на одборите. Во најсеопфатната студија до денес од страна на британскиот think tank ОМФИФ за различноста на највисоките нивоа на централните банки, државните фондови, јавните пензиски фондови и деловните банки, само 3 од 540 институции постигнале совршен резултат на индексот за родова еднаквост од 100. Само 12 од нив или 2,2% постигнале 90 или повеќе, ниво што покажува дека институцијата е близо до постигнување рамнотежа. 71 се предводени од жени, а 56 немаат жени во нивните извршни тимови или во нивните одбори. Најновиот тренд на родова диференцираност во централните банки, државните фондови и европските јавни пензиски фондови покажува мало зголемување во однос на истражувањето од 2019 година, иако мора да се нагласи дека напредокот е бавен. 1/5 од централните банки немаат жени на високи позиции, состојба која нема промени од 2019.
Само 14 централни банки на глобално ниво се раководени од жена, вклучувајќи и Европската централна банка предводена од Кристин Лагард. 15% од централните банки имаат позиции за жени во нивниот одбор на директори или во рамки на одборот за монетарна политика, додека 54% спровеле програма за родова диференцираност. Централните банки и другите финансиски институции спроведуваат мерки за подобрување на родовата разновидност во нивните редови, но сепак има премалку жени на високи позиции. Како на дополнување на индексот, ОМФИФ спроведе глобално истражување на 46 институции составени од 44 централни банки и 2 мултилатерални организации со функции поврзани со финансиската стабилност. Аналитиката се заснова на база на податоци од скоро 9000 лица. За прв пат во последната анализа вклучени се и комерцијалните банки со цел да се направи споредба помеѓу јавниот и приватниот сектор. Бројката од 50 комерцијални банки кои се избрани за овој извештај постигнале просечна оценка 29,9 во споредба со просечната пондерирана оценка од 27,0 за централните банки, 25,4 за пензиските фондови и 18,6 за државните фондови. Истражувањето на ОМФИФ е надополнето со анонимно истражување на различностите и практиките за вклучување во 50 институции. Резултатите покажуваат дека пандемијата го забрзала усвојувањето на политиките за кои се смета дека придонесуваат за поддржувачко работно опкружување за кариерата на жените. 92% од испитаниците моментално работат на далечина, скоро двојно повеќе од минатогодишните 48%. 98% имаат некаква форма на флексибилно работење, при што околу 2/3 велат дека ова е поттикнато од пандемијата. Заклучоците од презентираниот индекс на ОМФИФ се прецизни. Недостатокот на родова рамноправност во финансискиот сектор е структурен и постојан проблем, без разлика дали станува збор за јавниот или приватниот сектор. Потребни се прогресивни политики за да се поправи историската недоволна застапеност на жените и да се изедначат можностите во просторот за делување и бизнис остварување. Дали на вистина дигитално сме подготвени да се справиме и да управуваме, па и со финансиите, затоа што мислам дека најлоша комбинација што може да се деси е дали за жените, дали за мажите, небитно, е дали така нареченото финансиско незнаење кој ќе го поврзете со дигитална неподготвеност, ќе направи презадолжување. Дали луѓето ќе се презадолжат поради тоа што не знаат и како резултат на тоа што и не знаат да искликаат, нели? Така да лично сметам дека тие две работи се на тоа што треба да се фокусираме. Токму ради таа причина, например, во ФОМ ние го имаме формирано форумот на жени, каде што разговараме отворено за овие теми и за сите други теми кои што ги засегаат жените. Од друга страна имаме форум за млади, кај што со младите разговараме, тоа е веќе повеќе од 22 години ние сме на овој пазар и ги отвараме овие теми. Тие нас ќе ни кажат, ќе ни скритикуваат, ние ќе се поправиме и како резултат на тоа мислам дека на долг рок и за едните и за другите ќе биде обезбеден подобан пристап до финансии. Пандемијата влијаеше врз сите нас. За жал во многу сфери го нагласи родовиот јас. Се тргна од многу понапред ситуација, значи сепак имаше големо отступување во однос на последните 15 години во тоа усогласување, во таа equity што е бараме да речем како и фино речено еднакви можности. И имаше голем напредок, меѓутоа секако дека сега самата природа на жената што по природа се грижи, јас се зезам многу пати каде што емоционалната интелигенција може би повеќе прирасудува при доесувањето на делни одлуки, така и за оваа пандемија. Повеќето од жените лидери сигурно сум дека рекоа дека семејството е клучно. Јас лично, да ви кажам искрено, во претходната година не сетирав ниту еден деловен таргет, нешто што е поврзано со профитабилноста, со пари. Едноставно имав еден таргет. Јас, моето семејство, моите вработени, моите колеги, нивните семејства, моите колешки, сите тие да бидеме здрави, а се другото ќе наредиме од после. Македонија е убав пример ако се анализира Централната банка, односно Народната банка, и се анализира моментот на застапеноста на жените, особено во делот на топ менеджментот.
Каква е состојбата по однос на секторите? Дали е иста представата за бројот на жени, односно застапеноста на жените во односи на другите позиции во Народната банка? Добро, прво би кажала дека прашањето за родовата балансираност е многу актуелно прашање кое што добива се поголемо значење и во глобални рамки. Ова прашање во основа се анализира од три аспекти. Првиот аспект е вкупното учество на жените во бројот на вработените. Понатаму особено е значаен аспектот учеството во раководните структури на институцијата и третиот исто така значаен аспект е разликите во примањата помеѓу жените и мажите. Јас на вистина со големо задоволство можам да констатирам дека Централната банка, нашата Централна банка, е добар, позитивен пример за родовата застапеност. Вкупното учество на жените во вкупниот број на вработени е некаде близу до 60%, а она што е уште поважно е дека учеството е уште поголемо ако се земе во предвид учеството во раководните структури. Тамо бројката е близу до 70%. Оваа констатација е релевантна на сите нивоа на раководство. Значи, ние имаме оперативно, тактичко раководство и стратешко раководство. Во рамки на стратешкото раководство би потенцирала дека од тројца вице-гувернери, две се жени, секако на мое големо задоволство, но тука би потенцирала дека нивниот предлог од моја страна до собранието, нели вице-гувернерите ги предлага гувернерот, а ги бира собранието, не беше затоа што тие се жени, туку напротив затоа што тие имаат потребни адекватни квалификации да можат да одговорат на такви исклучително одговорни позиции, би рекла. Овие состојби кај нас се отсликуваат и преку податоците за платите. Кај нас просечната плата во институцијата за жените е повисока 5% од платите кои што ги просечната плата на мажите. Овој податок кај нас е комплетно различен ако споредиме со вкупните состојби на ниво на економијата. Кај нас во целата економија постои родов јас во примањата, односно платите на мажите се околу 20% повисоки од платите на жените. Така да од кој аспект да погледнеме, навистина ние сме позитивен пример, би рекла, во централно-банкарската заедница и во пошироки рамки. Во однос на индексот, нели има меѓународен индекс кој што го публикува веќе 8 години поред, ОМФИФ, тоа е британски think tank, и ако се погледне квантитативно, цената што ја имаме таму, сепак не ја говори целата приказна за поставеноста во Централната банка. Нашата оцена таму е околу 30, впрочем, пак е над просечната оценка во индексот и е иста со оценката на Европската Централна банка, но суштински ако се погледне, разликата е многу голема. Зошто е тоа така? Тоа е индекс за родова балансираност. Кај нас учеството на жените, како што споменав, е доминантно. А од друга страна, истата оценка кај ЕЦБ е заради доминантното учество на мажите. Да, значи може да се заклучи имаме некоја родова неизбалансираност, но кај нас тоа е поради доминантното учество на жените. Состојбата во Европската Централна банка е значи сосема поразлична. Таму жените учествуваат само 30% во вкупниот број на вработени и оттаму Европската Централна банка презема голем број на мерки, вклучително има и таргети за зголемување на учеството на жените во банката и тоа на сите нивоа, од почетните до највисоките нивоа. Таргетот им е достигнување на 40 до 50% учество на жените до 2026 година. Интересно е да се напомене дека ако се анализираат податоците, многу е значајно присуството на жените во поглед на родовата еднаквост од аспект на економијата. Колку е тоа значајно кај нас? Колку на тоа внимаваме? Колку е значајно жените да бидат еднакви во поглед на економските параметри? Всушност, кога зборуваме за родова еднаквост, не зборуваме само заради родовата еднаквост и поправедна позиција на жената во општеството. Оно што многу е поважно е дека поголемата вклученост на жената во општеството носи бројни економски придобивки за целото општество. Ова не се само теоретски тези. Напротив, има и емпириски истражувања кои што јасно укажуваат на тоа.
Например, ако појдеме дека во светот половина од популацијата се жени, а само половина од тие се вклучени во работната сила, тоа упатува дека ние имаме огромен потенцијал во глобални рамки кој што не е ставен во функција на растот. Од друга страна, знаеме дека растот, човечкиот потенцијал, еден од клучните фактори на долгорочен раст на секое општество и оттаму ставањето на овој потенцијал кој што сега е неискористен може да донесе бројни предности. Секако ставањето на женскиот потенцијал во функција не е само од аспект на квантитет, дека ни треба повеќе работна сила. Напротив, се смета дека жените се одликуваат со посебни карактерни особини како што е прагматичност, аверзија кон ризик, поголема темелност и сето тоа придонесува за една поконзистентна средина, дава поинакви перспективи во процесот на одлучување и на крајот се оценува дека тоа сепак води до некои пооптимални одлуки во процесот на стратешкото одлучување на институцијата. Оттаму јасно е дека поголемото учество на жените носи придобивки за сите. Во овој контекст можеби и да ги споменаме истражувањата кои што се фокусираат на централно-банкарската заедница, кои што упатуваат дека поголемото учество на жените во телата за одлучување за монетарна политика значи и поголемо ниво на ценовна стабилност. Централната банка рековме дека е супер пример, ама од друга страна, ако одиме во приватниот сектор на банкарството, односно кај деловните банки, ќе забележиме дека ситуацијата е сосема поинаква. Да, точно е. За жал, учеството на жените во раководните структури во деловните банки е значајно пониско. Ако кај нас во Централната банка е близу до 70%, во деловните банки кај нас е близу до 30%. Тоа е јасно и преку податоците за учеството во управните одбори, но и преку податоците за учеството во надзорните одбори како највисоко управувачко тело. И во двата случаи учеството на жените е само околу 30%, а исто така има и банки кај кои што воопшто нема, воопшто жените не се застапени во управните одбори, 5 банки, и има 2 банки каде што жените воопшто не се застапени во надзорните одбори. И сега, дали оваа состојба кај нас значајно се разликува и од состојбите генерално во меѓународни рамки, во банкарската индустрија? Во основа податоците, ако реферирам на ОМФИВ индексот, инаку нема многу податоци преку кои што може на агрегатно и на конзистентен начин да се анализираат овие бројки, сепак самиот индекс укажува дека состојбата не е многу поразлична, дури и во поразвиените економии. Во просек оцените се дека жените учествуваат во управните одбори 23%, а во надзорните одбори учествуваат околу 30%. Значи разликата не е многу голема. Она што изненадува е дека Европа заостанува значајно во овој дел. Соединетите американски држави предводат во овој сегмент, иако генерално сепак останува констатацијата дека учеството на жените е мало и дефинитивно тоа упатува на потреба од преземање на голем број активности и мерки за стимулирање на поголема вклученост на жените во овие одлучувачки тела. Би сакала да го искоментираме и моментот на жените од аспект на корисници на банкарските услуги. Анализите укажуваат дека често пати жените имаат отежнати околности за добивање кредити, што на некој начин ги оневозможува да остварат некој кариерен напредок. Каков е вашиот став во поглед на искористувањето на можностите на жените од аспект на кориснички услуги на банкарството? Да, ова е многу релевантно прашање, бидејќи директно вклученоста и можноста на жената да има пристап до финансии во општеството во голема мера влие и на нејзиниот кариерен развој. Прашањето е, значи, широко дискутирано и во меѓународни рамки, постои посебна статистика на Меѓународниот монетарен фонд за пристап до финансии и оваа статистика генерално покажува дека во глобални рамки во сите економии не е ист пристапот до финансии, помал е особено пристапот до финансии во помалку развиените економии и ако се гледа родовата структура, дефинитивно се гледа помал пристап на жените до финансиите. Овие генерални заклучоци и ставови се релевантни и за кај нас. Вообичаено аспектите преку кои што се анализира пристапот на жените до финансии се два. Едното е
можноста за отварање на банкарски сметки и вториот аспект е пристапот до кредити, затоа што кредитирањето пак е значена детерминанта на вложување, инвестирање и кариерен развој секако. Податоците за нас покажуваат дека 80% од мажите кај нас имаат банкарски сметки, а околу 70% од жените, значи постои некој родов и јас. А во однос на пристапот до кредитите, слични се заклучоците. Ако се зема вкупниот број на кредитокорисници според последните податоци на Централната банка, 45% од нив се жени, а 55% се мажи. А доколку пак се земе во предвид вкупниот износ на кредити кои што во моментот ги користат жените и колку користат мажите, уште е полоша бројката, само 38% од кредитите на население ги користат жените. Дефинитивно, повторно, и овие бројки укажуваат на голема потреба од преземање на тамошни мерки. Една од значајните активности за потикнување на пристапот до финанси е финансиската писменост и финансиската едукација. Всушност, ние бевме дел од еден проект на ОЕЦД, кој што правеше регионално истражување во регионот на Југоисточна Европа, за да видиме каква е состојбата со финансиската писменост, имајќи го во предвид и родовиот аспект. Јасно е дека постои одредена дискрепанца, разлика во нивото на финансиски познавања на жените, особено од помалку доходовните сегменти во општеството. И оттаму ние, бидејќи сега сме во фаза на изготвување на првата национална стратегија за финансиска писменост и финансиска инклузија, посебен акцент ќе ставиме на родовата структура и промовирање на активности во оваа насока. Дали пандемијата го продлабочи јазот во поглед на родовата еднаквост во секторот банкарство или не? Затоа што во другите сектори гледаме дека навистина има продлабочување на јазот. Да, генерално се смета дека пандемијата неповолно се одразува на родовиот јаз. Причината зошто е тоа така, знаеме дека ова е пандемија која што во вистинска смисла на зборот е глобална, значи нема економија која што не е погодена, но од друга страна сите сектори не се подеднакво погодени. Статистиките покажуваат подоминантно учество на жените во оние сектори кои што се повеќе погодени од пандемијата. Например, кај нас, ако ги земеме оние сектори кои што се најпогодени, тамо работи 1/3 речиси од купниот број на жени кои што работат. А од друга страна пак само 20% од мажите. Ова се гледа и низ податоците за активност на работна сила. Има разлики. Минатата година, во услови на пандемија, дојде до намалување на стапката на активност на жените кај нас. Тоа се случи и во рамки на Европска унија, значи не сме ние исклучок, меѓутоа кај нас тоа што е воочливо и различно од дека дојде и до продлабочување на родовиот јас. Се намали активности кај мажите, но не во онаа мера како кај жените. Така да јасно е дека се потребни повеќе политики, мерки, некои од институциите во меѓународни рамки преземаат, воведуваат посебни програми, тука би потенцирала пофлексибилно работно време, работа од дома, воведување на посебни програми за промовирање на лидерските вештини кај жените, зголемување на нивните предзнања, исто така посебни додатоци за детски додаток, затоа што пандемијата направи промени во животот на сите нас. Едно истражување на Мекензи, можеби да го споменаме интересно, кое што кажува дека секоја четврта жена, поради овој нов контекст, новите семејни обврски, начинот на живот, размислува да се откаже од својот кариерен развој или пак да напушти работа за да може да одговори на семејните обврски. Утука јасно е потребна е на жената да се растерети од товарот кој што го носи и да се спречи намалување на активното учество на жените во работната сила, зашто јасно е дека тоа носи придобивки за сите во општеството. Видете, банкарството изобилува со жени. Така што не би можеле да кажеме дека има нешто многу бариери за влез на жените во оваа дејност. Впрочем, повеќе од 80% од вработените во банкарскиот сектор се жени. И навистина тоа е една област во која што жените можат професионално да се развиваат, да се докажуваат, да напредуваат. Пред некое време ние правевме една анализа
за учество на жените во органите на управување во банките и од 18 членки на Македонската банкарска асоциација, тука се банки, неколку штедилници и други финансиски друштва, од 18 членки во 11 членки имаме жени во управните одбори, а во 14, значи нешто поголема бројка, жени членки на надзорните одбори. Впрочем, повеќе од 30%, 32,5% се жени во управните одбори на банките. Но ако се земе во предвид дека повеќе од 80% се жени вработени, овој процент од 30% релативно мал процент. Во банкарството нема квоти за учество, формални квоти за учество на жените во органите на управување, што значи сите овие жени кои што се наоѓаат во управните и надзорните одбори се докажале помеѓу мажите конкуренти, мажите колеги во управувачките структури за да дојдат на овие позиции. Практично пред 10-15, може повеќе години, колку што јас се сеќавам, имавме само една жена директор на банка. Сега имаме и гувернерка жена. Иако во моменталната поставеност председатели на управни одбори се само 2 жени. Значи се уште жените не учествуваат толку многу во врвните позиции во функција на председател на управен одбор, некој што креира стратегијата на банките. Но како и да е, банките се и банкарството, па можеби и финансиите генерално, сектор во кој што жените можат да се развиваат и професионално да ја изградат својата кариера. Па не, генерално нема политики, значи се предвидува воведување на квоти за учество во органи на управување, тоа е во рамките на еден од кодексите за корпоративно управување, кој што јас, колку што сум информирана, е во процес на изготвување. И главно се однесува за котирани компании, за акционерски друштва. За среќа банките сите се акционерски друштва, но пред се жените во банкарството имаат можност да се развиваат. Значи, фактот дека до сега немаше квоти, а доаѓаа на раководни позиции, покажува дека секоја жена која што ќе се најде во оваа област, секоја жена на која што банкарството е интересно само по себе како област, како дејност за работа, ќе има повеќе можности за напредување. Секако повеќе споредено со некои други дејности. Повеќе мислам дека во делот на банкарството, бидејќи банкарството е пред се дејност во која што изобилуваат ризиците, жените се покажуваат поумешни во управувањето со ризиците и во менаџирањето, во тој баланс помеѓу носење на храбра, но со избалансиран ризик одлука. Затоа што генерално лесно е да се носат одлуки. Знаете, лесно за луѓе кои што носат одлуки, кои што имаат искуство. Некогаш најтешка одлука е да не донесеш одлука никаква и да ја развлекуваш, но пак и само по себе не е многу убаво кога брзо плето ќе донесете одлуки. Жените се покажало и дури од научни истражувања дека генерално подобро управуваат со ризиците и подобро ги балансираат ризиците и во таа смисла, значи, можеби и одлуките кои што ги носат се попредпазливи. Но моје лично мислење е дека е добро да има избалансиран однос помеѓу мажите и жените, дека секој пол дава свој придонес во развојот. Искуството ми покажува дека жените се посклони повеќе да ги анализираат предметите, без оглед, значи, дали се од банкарство, од финансии, но повторно тоа зависи од жената, од нејзиното искуство, од личните карактеристики, склоности, колку брзо ќе ја донесе одлуката и каква ќе биде таа одлука. Не, мислам дека проблемот со родовиот јаз генерално, значи не само во банкарството, не е поврзано со пандемијата,
Јас во текот на пандемијата не забележав никаква значајна разлика. Иако, за жал, жените повеќе чуваат деца дома, бидејќи нели така во еден момент и мерките беа такви да дел од децата не можеа да одат во градинки, во училишта, па некој требаше да ги чува и најчесто тоа беа жените. Но изминатиот период ни покажа дека жените се спремни да се жртвуваат, како и впрочем многу често во животот, да истовремено балансираат со работата од дома и грижата за децата. И кај дел од нив забележавме после некое време, како успеа да се справат со организацијата на работењето и живењето и чувањето на децата, дека дел од нив практично призна дека е многу голем товарот на истовремено чување деца и работа од дома. Но проблемот на родовата нееднаквост кај нас би рекла дека пред се потекнува од семејството, од генералните, од општите перцепции. Знаете како децата се учат за односот кон жената од најмали. Јас многу верувам во имитацијата како облик на социјално учење и децата го прават тоа што го гледаат дома, односот на таткото кон мајката. И доколку тој е несоодветен, можеби ги имаат среќа понатаму во животот, бидејќи ние најчесто ја имитираме околината, кога влезат во средина во која што повеќе се почитува жената, женскиот труд, да се вообличат во своето однесување на некој поинаков начин. Банкарството во тој дел можам да кажам дека е една област во која што нашите машки колеги сепак имаат почит кон жените. Се уште има сексистички пристап кон одредени прашања и за жал неодамно би сакала да го споделам, бидејќи баш така ме погоди на некој начин. Видов напис на некој од мрежите во кој што сопственикот на порталот, кој не е неук, не е некој, да кажеме, човек кој што ниту чита, ниту знае, написот кој се однесува за продажбата на групер на Петен, кој имаше насловено Нина Цуро Фина и така натака. Првата моја реакција беше, не навлегувам во содржината на написот, но првата моја реакција беше дали беше, ако беше Дарко, Жарко, некој ќе беше пословувањето нели со дечко или со некој таков лепи дечко или некој таков назив. Мислам, стварно беше поразително, бидејќи тоа е праќање на порака. Ние не зборуваме за коментари на Facebook или нешто така, туку зборуваме за напис на портал кој што праќа една грда слика за односот кон една жена. Но видите, жените, нашето општество традиционално и наследно од претходниот систем на општествено уредување никогаш во тој поглед не правел разлика помеѓу мажите и жените, да кажеме, споредено со многу европски земји кои историски наназад не можеле жените ни сметка во банка да отворат без присуство на сопругот или на партнерот. Овдека секогаш жените имале еднаков третман во тој поглед, така да жените лесно можат да отвараат сметки, да добиваат кредитни картички, да дојдат до кредити за потрошувачки или било кој кредит кој што е во делот на ритейл, во делот значи на лично задолжување. Но исто така жените многу лесно можат и како предприемачи да се појават во банка. Ние практично не правиме разлика доколку дојде жена која што има фирма која што е бонитетна и која има добар проект. За нас е сосема сеедно дали барателот на кредитот ќе биде маж или жена, доколку е компанијата добра и доколку проектот кој треба да го поддржиме со тој кредит е добар. Дали пандемијата дополнително влијаеше во поглед на родовата рамноправност во приватниот и јавниот сектор во банкарството? Погледнете што ви подготвивме. Само 3 од 17. Вака водичкиот глобален информативен сервис за централно банкарство и финансии, Central Banking, од 17 гувернерки во светот издвои 3. Тие и покрај предизвиците со кои се соочуваат, успешно се справуваат со кризата при остварување на централно банкарските цели и задачи, одржување на ценовната стабилност,
стабилноста на курсот на домашната валута и финансиската стабилност. Меѓу трите издвоени жени гувернери е гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска, а избраната тројка ја дополнуваат и гувернерките на централните банки на Русија и Србија, Елвира Набиулина и Јоргованка Табаковиќ. Во нашата централна банка, НБРСМ, жените сочинуваат 57,7% од тимот, а од раководните позиции жените се застапени со 68,4%, вклучително и двете вице-гувернерки и гувернерка. Истражувањето реализирано од електронската публикација Банкарство МК на тема «Жените во управните одбори на банките во Република Северна Македонија» покажува дека вкупното учество на жените во управните одбори на банките кај нас изнесува 32,56%, што не е задоволувачки процент, но е повисок во однос на претходните години. Мнозинство жени има во управните одбори на 2 банки, по една во управните одбори на 7 банки, додека во 5 нема ниту една жена во управниот одбор. Податоците на родовата анализа на Македонска берза за органите на управување на котираните акционерски друштва покажува дека учество на мажи и жени во органи на управување во банкарството како дејност е соодност од 72,37 наспроти 27,63% во корист на мажите. Во рамките на глобалната иницијатива за подигнување на свеста за клучната улога на приватниот сектор во унапредување на родовата еднаквост, Ring the Bell for Gender Equality, а со цел промовирање на принципите на добро корпоративно управување, кои обрнуваат значајно внимание на прашањата поврзани со родова застапеност во органите на управување, Македонска берза направи анализа на состојбата на застапеноста на жените во органите на управување на котираните друштва и истата беше објавена на 8 март на интернет страната на берзата. Во анализата се вклучени вкупно 98 компании кои котираат на официјалниот пазар на берзата. Вкупниот број на членовите на органите на управување на котираните компании изнесува 632 членови. Доколку се разгледува учеството на мажите и жените како извршни директори во котираните компании или председатели на управен одбор, може да се забележи дека од 98 котирани компании, во 83 компании функцијата извршен директор ја извршуваат мажи, додека во останатите 15 компании оваа функција извршуваат жени. Состојбата е слична доколку се направи анализа на родовата структура кај акционерските друштва кои се дел од индексот МБИ-10. Котираните компании на берзата се поделени на 10 дејности. Согласно податоците може да се заклучи дека во сите дејности доминираат мажите. Според процентуалното учество на мажи и жени во органите на управување на секоја индустрија посебно, би издвоиле дека во индустријата банкарство, во која има 8 котирани банки, процентуалното учество на жените во раководните органи е околу 28%. И покрај подобрувањата на кои укажуваат анализираните податоци, жените продолжуваат да бидат недоволно застапени во системот на финансиски услуги од производи и решенија насочени кон потребите на жените до лидерски улоги во банките и кредитните унии. Па видете, јас во пристапот до финансите бидам искрена работам повеќе од 20 години и тоа посебно за жените ми е една од пасиите и сметам дека пристапот е прилично усогласен. Односно, не може да речеме дека жените немаат еднакви можности во пристапот на финансиите во однос на мажите. Меѓутоа се поставува прашање колку е подготвеноста и на едните и на другите во пристапот до финансиите. Посебно за така наречените нано бизниси, тоа се наречеме уште и кај нас ги нема во таа форма дефинирани, тоа е нешто што е дури некој работи сам за себе и уште со некој колега. Каков е пристапот на таа група до финансии? Јас лично мислам дека кај жените постои голема интерес да научат нови работи по природа, што ги прави многу позаинтересирани за така наречените финансиски знаења. Затоа што недостатокот на финансиска едукација е лошо и за мажите и за жените. Ако тоа се подигне на повисоко ниво, тогаш најверојатно и пристапот ќе дојде на повисоко ниво. Шпекулациите, дезинформациите може да предизвикаат бранување во бизнисите, особено кога се работи за секторот банкарство. Останете со нас и погледнете што ви подготвивме во делот за медиумска писменост. Лажните вести може да предизвикаат бранување на бизнисите.
носат главоболки на многу компании широм светот. Дезинформациите се моќен инструмент кој може да предизвика силни реакции на финансиските пазари и катастрофални последици. Метробанката во Велика Британија била принудена преку Твитер во мај 2019 да даде силно верување за своето финансиско здравје на своите клиенти. Причина за ова е падот на акцијата за 11% поради лажните гласини кои кружеле на WhatsApp и Twitter, според кој банката се ближи кон колапс, поради што ги охрабрува клиентите да ги испразнат нивните сметки. Податоците во банкарството и финансиите се многу чувствителни. Манипулациите лесно може да предизвикаат штети со силни последици по економиите. Комисијата за хартија од вредност во САД во 2015 предупреди дека постои силен ризик од дезинформативен наратив преку социјалните мрежи. Во своето предупредување навестиле и за засилен мониторинг на онлайн мрежите. Нивните сознанија откриле дека дури 78% од компаниите кои биле анализирани користеле влијателни личности, така наречени инфлуенсери, кои ги представувале брендовите преку социјалните мрежи. Компанија за трговија од Индија изгубила 71% од пазарната вредност само за еден ден во 2018. Причината за овој немил настан се лажни извештаи за сметките на компанијата кои се појавиле преку WhatsApp. Лажните писма на лица кои се наоѓаат на раководни позиции, шпекулативните податоци презентирани како анализирани финансиски текови, но и дискриминации се само дел од фабрикуваните алатки со кои се прави обид за штетење во секторите банкарство и финансии. За жал, ова лесно може да предизвика колапс на економските системи. Препораки: не верувајте во секој податок пласиран преку дигиталните мрежи. Проверете го податокот од повеќе извори со цел да се валидира знаењето кое треба да го добиете од него. Внимавајте на измами преку лажно креирани онлайн страници. Во светот на дезинформациите чести се случаите на пракса на емитување на легитимни онлайн страни и објавување содржина која изгледа како да е таа страна. Лажните статии за финансиски вести објавени на овие веб страни имаат изглед како да се од кредибилен извор, но всушност се дизајнирани да ги доведат во заблуда читателите. Внимателно разгледајте ги спонзорираните содржини и рекламни пораки. Овие написи често се дизајнирани да изгледаат како новинарски текст, иако треба да бидат означени како комерцијална содржина, а не истражување направено по сите новинарски стандарди. Група жени, анализирајќи го проблемот со кој се соочиле жените при добивањето кредити, односно при моментот дали може да добијат кредити, дошле до една интересна иницијатива – да создадат женска банка. Останете со нас и погледнете што следи во блокот Артикулација. Во античкиот град Канеш, кој се наоѓал на територијата на денешна Турција, жените се занимавале со банкарство и инвестирале во трговија. Благодарение на економската независност што ја стекнувале на тој начин, тие се избориле за голем степен на еднаквост, барем во социјалните рамки од тоа време. Во Чикаго е отворена првата женска банка чија цел е да се бори со родовиот јаз во кредитирањето. Група локални банкарки од Чикаго побарале отворање на комерцијална банка што ќе се фокусира на кредитирање на женско претприемништво. Идејата за ваква банка ја реализирале Лиса Корник, Мелиса Вајден и Ейми Фахеј, кои сметаат дека претприемачките се уште каскаат во однос на машките колеги кога се во прашање кредити, дури и кога расте бројот на жени кои отвараат сопствен бизнис. Првата женска банка е фокусирана кон компании како што се фризерски салони, дневни центри, сметководствени бироа и консултантски компании. Примерот со врвниот менаџмент во поглед на родовата еднаквост во Централната банка е одличен. Нека биде мотив и за таква состојба во останатите комерцијалните банки. Ова беше се што ви подготвивме во ова издание на Приказна. Довидување до следната Приказна.